почитувани медиуми, почитувани новинари. На денешната пресконференција ќе изнесеме факти кои потврдуваат дека владата на Груевски и ВМРО ДПМН Македонија ја разбира како свој сопствен вилает, а државниот буџет како свое приватно кесе. Во периодот помеѓу 29 мај и 1 јуни 2010 година Министерството за одбрана беше домаќин и организатор на регионалната конференција на НАТО интеграција на земјите од Југоисточна Европа во родниот град на министерот Коњановски Битола. Иако поканети и најавени, на средбата не се појавија високи представници на земјите од регионот, што само по себе говори дека овој настан се претвори во лична екскурзија на министерот Коњановски. Оваа конференција не е дебакал само од протоколарен аспект, туку и пример за најбезобразна злоупотреба на народните пари. Бидејќи активноста воопшто не била планирана и затоа во буџетот на Министерството за одбрана не биле предвидени средства за оваа намена, владата на лично барање на министерот, согласно овој записник, од 4 мај 2010 година ја одобрила финансиската конструкција во висина од 1,5 милион денари. Но очигледно и овие средства не им биле доволни на Коњановски и неговите соработници. Еве зошто. Коњановски за одговорно лице за организација на настанот ја назначува раководителот на секторот за меѓународна соработка во Министерството за одбрана, господја Билјана Ефтимова. И во ова нема ништо спорно, се додека Коњановски и Ефтимова во организацијата не го вклучуваат и сопругот на Билјана, Бојан Ефтимов, кој воопшто не е вработен во Министерството за одбрана. Коњановски и Ефтимова го испратиле нејзиниот сопруг на еднонеделна екскурзија во хотелот Епинал, на сметка на Министерството за одбрана, да ги организира сите работи цела недела пред почетокот на конференцијата. За неговиот престој во хотелот, Министерството за одбрана веќе ја добило оваа фактура. Бојан Ефтимов добил и службен мобилен телефон од Министерството за одбрана и официјална имейл адреса и се представувал како вработен во Министерството за одбрана. Директно преговарал и склучувал сделки во името на Министерството за одбрана со повеќе правни субјекти, за што говорат овие официјални понуди од фирми адресирани токму на неговото име. Така, например, од овие фактури и договори може да се види дека Бојан Ефтимов потрошил 25.000 евра за хотелски услуги, 10.000 евра само за изнајмување на конференцијска сала, дополнителни 12.000 евра за конференцијска опрема, замислете 2.000 евра за чадори, плюс 1.000 евра за цветни аранжмани и за што ли уште не. Со други зборови, овој скандалозен настан ќе ги чини граѓаните минимум 2 пати повеќе од планираното. Во услови кога постојано се крати буџетот на Република Македонија и посебно буџетот на Министерството за одбрана, кога вработените во Министерството своите плати ги добиваат со огромно задоцнување и кога дневниците и надоместоците за професионалните војници не се исплаќаат со месеци, ваквото расипничко однесување е недозволиво. За овој скандал некој мора да понесе одговорност. Затоа го повикуваме министерот Коњановски да излезе пред јавноста и да одговори на следните прашања. Која е вистинската причина заради која максимално се ангажирал за организација на една ваква непланирана конференција? Колку го чини Министерството за одбрана ангажманот на сопругот Бојан Ефтимов? Дали се запазени сите безбедносни процедури при ангажирањето на надворешното лице Бојан Ефтимов за службени потреби на Министерството за одбрана? Дали Бојан Ефтимов ги поседува потребните безбедносни сертификати за да користи службена документација и ресурси на Министерството за одбрана и да определува безбедносни процедури? И на крајот, колкав е крајниот есап за овој личен хир на министерот Коњановски и како тој сега ќе излезе пред професионалните војници
на кои им тврдеше дека нема пари за нивните недоместоци.